Значи денеска луѓе, си листав така преку Инстаграм и си викам као, ајде што можам да направам нова своја тиква и си викам као, ајде можеби ќе видам нешто по Инстаграм, некоја добра фризура, но кога го видов ова, значи толку не ми се свиѓа што би се пукал во глава. Поздрав фамилио, јас сум Никикс, добро овде во ново видео. Денеска луѓе гледаме најгради фризури што се некој пат направени. Јас не сум крив што се така направени, реков да направам реакција на нив, како што ја гледаме првава слика и како што гледаме шишките му се надолу, што не би сакал ни мене да ми се како што ми се во ова видео. Гледајте само колку грдно личам, брат. Обавезно не, се шишам за една недела. Гледајте го само доколку вие сакате дома ви да имате некој глушец што ќе ви шетат на вечер, можете слободно да се шишате вака и да почне да викат глушец. Само замислите така на вечер, уклучите сјалица само, пап, и гледате глушец на перница како што спиет, мислам, со глада вака. Фан факт за мене што јас од секој пат како мал сум мислел као јас сам да се шишам сам вака сам така затоа што сите наши фризери се будали скроз затоа што не знаат да ме ишишат како што обожавам јас и си викам као јас сам да се шишам вака така, но после оваа слика буквално неќам ни да помислам да се шишам сам. Доколку сакате да имате бркови на глава, сигурно ќе се направите вака, значи вака со главата, што наместо да ви бидат брковите долу, ќе ви се горе. Зар не е толку смешно, така? Иначе, доколку не сте знаеле, наскоро излегви Никикс феменна мајца, да видиме како ќе изгледа, така да лајкнете пред се и сабскрибнете се, да знаеме, да знам дали ќе ви се допадне таа мајца. Ќе ја видите наскоро, бела мајца ќе биде, па потоа доколку се добри, јас ќе давам на giveaway. Доколку сте прателе сигурно фудбал, бар еднашка викам, доколку сте прателе сигурно сте ја виделе оваа грдосија од коса, а не играч. Јас сум обожавател на играчи и едно друго, но оваа коса ми ја упропасти кариера во фудбал. Налето, значи, кога ќе сакате да имате секој пат капа, а мислам не ќе давате пари и на капа и на кај така бе животов кај ќе така да се шишаш, да даваш на капи едно друго, а знаеме дека е плюс 40 степени, сигурно налето со оваа фризура сите ќе те прифатат затоа што си ти джентлмен во тој момент, свеќаш, затоа што си джентлмен и си ставаш не мислам ставаш туку се нормално имаш секој пат капа. Јас не знам како на човеком да му се имат смачено вака со оваа фризура. Би требало да е со таа фризура. Доколку сакате да играте кошарка, би требало се некој пат да сте играли баскет, фудбал, едно друго, сите спортови, а ги знаеме тие спортови што се како кошарка, дека треба да имате ваква фризура. И буквално јас не знам како не му е на луѓево смешно, доколку или човеков, јас сам би се отепал доколку би имал таква фризура. Видете го, доколку сакате во секој случај можете да мавните по еден баскет, свеќаш да Леброн Джеймс, да го изигравате, можете во секој случај, само понегоите со кошот и тоа е тоа. Доколку сакате да личите на печурка, што би требало никој да не сакат како печурка, вака треба да изгледате како печурка и тоа е ужасно. И буквално овој човек може тоа да ви го представи дека изгледа како печурка, а буквално не знам како не му се имат некако здосадено од оваа фризура. Доколку сакате сигурно да летате со хеликоптер, кој не сакат, брат, замисли да летате со хеликоптер и да ја гледате Никикс фамилијата, најаката фамилија во Охрита и пошироко. Замислите да си имате ишишано вака во секој момент, да си пуштате звуци дека како летате со хеликоптер и да поминувате низ Никикс фамилијата да ве гледат, да ве сликат. Замислите да имате ваква фризура. Доколку сакате да личите, сигурно сакат некој од вас како ананас. Сигурно не. Така луѓе, видете го овој човек, јас не знам што на фризерот му рекол ова батова, дај шишеме како ананас. Плес, кај сите почваат фризура од да речам од овде вака, нормална фризура, ама кај батево морат да бидат баш од овде вака, баш од овде морат да изгледа ваква фризура.
Дали е, јас се надам дека уживавте. Стиснете subscribe дугме, лајкнете, коментирајте, хештег NickXFamily за бидете поздравени во следно видео, затоа што во последно застанав малце со поздрави, но се враќаме наскоро. Лајкнете, subscribe-нете, а не се гледам со видео. И рапапапа, и ра. Много плюкам, брат.